Почитувани советници, ја отворам 32-та седница на Сојот на Општина Кавадаци закажана за денес. На седницата присуствуваат 18 советници, 19 очени се приклучи во текот на седницата. Констатирам дека кворум за работа има и Сојотот може помалважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свекување на денешната седница, доставен и записник од 31-та седница на Сојот на Општина Кавадаци, одржана ден 24.9.2019 година. Дали има забелешки по записникот од 31-та седница на Сојот на Општина Кавадаци? Ве молиме кој е за усвојување на записникот од 31-та седница на Сојот на Општина Кавадаци, одржана ден 24.9.2019 година. Едногласно благодариме. Со решението за свекување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата, закажана за денес и тоа. Прва точка, предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на Општина Кавадаци за 2019 година. Втора, предлог одлука за распределба на средства со намена превоз на ученици во средните основни училишта во Општина Кавадаци. Трета точка, предлог одлука за изменување на подземни садови за комунален отпад. На територија на Општина Кавадаци. Четврта точка, предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на нова урбанистичко-планска документација за објекти надвор од плански опфат. Пета точка, извештај за манифестацијата Тиквишки Гроздобер 2019 година. Шеста точка се изема извештај за шестомесечно работење на љепа Јасмин за стопанисување со спортски објекти Миту Хаџивасилев Јасмин Кавадаци, донесена од управен одбор на љепа Миту Хаџивасилев Јасмин Кавадаци. Таа е иземена точка. Согласно член 59 од деловникот за работа на Сојот на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџет на Општина Кавадаци за 2019 година. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 6, предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџетот на Општина Кавадаци за 2019 година. Согласно член 59 од деловникот за работа на Сојот на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на денешниот дневен ред и тоа предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на Општина Кавадаци во областа на спорт и млади за 2019 година. Согласно деловникот, молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка број 7. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за активноста на Општина Кавадаци во областа на спорт и млади за 2019 година. Согласно член 59 од деловникот за работа на Сојот на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред на денешната седница и тоа. Предлог одлука за давање согласност на ЈП паркинг Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложениот дневен ред да се дополни со точка со реден број 8. Предлог одлука за давање согласност на ЈП паркинг Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Сојот на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Одлука со архивски број 030-58/3 од 27.9.2019 година за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цена на поставување на времени монтажни гаражи, донесена од управен одбор на ЈП Паркинзи Кавадаци. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предложениот дневен ред да се дополни со точка реден број 9, одлука со архивски број 030-58/3 од 27.9.2019 година за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цена на поставување на времени монтажни гаражи, донесена од управен одбор на ЈП Паркинзи Кавадаци. Согласно член 59 од деловникот за работа на Сојот на Општина Кавадаци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Одлука со архивски број 02
1979/4 od 3.10.2019 godina, donesena od ФК Марина, село Марина, донесен од Управен одбор на ЈЕПА Комуналец Кавадаци. Слогасно деловникот молам за пренесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложење од дневен ред да се дополни со точка со реден број 10. Одлука со архивски број 02 1979/4 од 3.10.2019 година за донација на ФК Марина, село Марина, донесена од Управен одбор на ЈЕПА Комуналец Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадаци, предлагам дополнување на денешниот дневен ред и тоа одлука со архивски број 02/1979/3 од 3.10.2019 година за донација на Радио клуб Искра од Кавадаци, донесена од Управен одбор на ЈЕПА Комуналец Кавадаци. Согласно деловникот молам за пренесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложење од дневен ред да се дополни со точка со реден број 11, одлука со архивски број 02/1979/3 од 3.10.2019 година за донација на Радио клуб Искра од Кавадаци, донесена од Управен одбор на ЈЕПА Комуналец Кавадаци. Дали има други предлози за измени и дополнување на денешниот дневен ред? Доколку нема, вака предложениот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Прва точка, предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадаци за 2019 година. Отварам расправа. Повели Туриманџов. Почитувам градоначалниче, почитувам председателя, колеги советници, медиуми, служби, граѓани на град Кавадаци. Прво, ќе почнем овака. Како координатор на советичка група на Социјалдемократскиот сојуз, ќе гласиме за позитивно за ребалансот на буџетот на општина Кавадаци. Сега ќе образложам малце како јас тоа го сваќам и го гледам. 2 години е веќе од нашиот мандат, скоро 2 години за некоја ден. Јас како член на Совет на општина Кавадаци, како координатор на советичка група, сум задоволен, лично јас, се надевам и колегите, се што овие за 2 години сме сработиле овде како Совет, се што сме направиле за овие 2 години. Прво, многу сум задоволен од централната власт што го стави нашиот град Кавадаци на пиедестал на многу високо место за подршка и реализација на битни проекти. Тоа е еден голем плюс за нас како град и за градоначалникот како најодговорно лице за град Кавадаци. Се надевам дека сите советници без разлика позиција, опозиција за се што е сработено за Кавадаци, треба да видиме бордин на тоа. Ние како советичка група секогаш сме биле и ќе бидеме на страната на Кавадаци и на граѓаните на општина Кавадаци. Сега нема да ги бројам сите проекти што се поддржани од владата на Социјалдемократскиот сојуз и од премиерот Зоран Заев. Вие ги знаете сите, општината, службите знаат, граѓаните знаат кои се сите тие проекти што се поддржани од централната власт. Како советичка група го охрабруваме градоначалникот, уште повеќе се залага и притиска во централната власт за што повеќе пари и проекти да влезат во општина Кавадаци. Почитувам градоначалниче, ја имате нашата поддршка секогаш кога се работи за град Кавадаци. Исто така, ја имате нашата поддршка во овие тешки моменти за вас и целиот линч и хајк што се води спрема вас од некои високо позиционирани функционери на ВМРО ДПМН. И после се што направите во Кавадаци, ВМРО не го гледат тоа како поле за да дадат голема поддршка на сето ова, него си бркаат партиски и лични агенди. Значи, колеги, значи не е
На ВМРО не му е стало ни до градот, ни до граѓаните, само до нивната партиска агенда. Еве сега нешто и за буџетот. 11 години бевте власт, пари 10% од ова достега што го даде владата на премиерот Заев за 2 години, вие не успевате да го дадете. Иако Јанчев е од за нас спортивниот политички табор, некој тоа го види дека не е никаков проблем и го зе за добро да помага и да се пуштат пари и средства да се поддржават проекти во општина Кавадарци. Во овој ребаланс има 3 милиона денари и за спортот. Прво, голем поздрав до председателот на фудбалскиот клуб Тиквеш, до тренерот и на крај најголем поздрав до играчите. Се надевам дека ќе влеземе и во прва лига оваа година. И еве и тука е една битна и голема разлика. Од нас до вас, колеги од ВМРО. Фудбалот го немаше нигде пред 2 години, а сега прва лига е на дохват на нашите фудбалери. Благодарам. Благодарам. Дали бара друг? Процедурално? Повели колега. Процедуралното прво, после реплика. Колега еден по еден. Имаме за сите. Вие па колешката. Почитуван градоначалник, председател на совет, колеги советници, медиуми и останати. Процедурално побарав, председателе, се однесува на тебе. Значи, процедурално барам, бидејќи колегата од СДСМ, од советничката група на СДСМ, не се држи кон точката на дневен ред и гледаме дека тука води некоја мини кампања и некој отчет. Го фалеше градоначалникот кој што е од таборот на ВМРО ДПМН. Тоа е така и за пофалба. Ние како советничка група морам да кажам дека на ВМРО ДПМН го поддржуваме овај ребаланс на буџет и сите проекти кои што ги спроведува градоначалникот Митко Јанчев. Така да за воиднина сакам да те замолам, председателе, да се држат сите колеги до точките на дневен ред и имаме доста време за дискусија и точката исто така опфаќа големи размери, така да може да има голема дискусија и може да се коментира само околу точката на ребалансот. Овакви непотребни изнесувања од оваа говорница не се потребни. Благодариме, колега. Да, во самиот момент кога вие реагиравте, тој се уклупи во точката и затоа не реагирав. Значи, како вие предупредивте, тој се уклупи во точката, немаше потреба да интервенирам, инако исто ве гледам, кога некој бега од точката да го предупредам, толку што сака да ме послуша. А реплика имаше колегата, така? Да. Повели, колега. Почитуван градоначалник, председателе, почитувани колеги советници, почитувани граѓани. Сигурно дека говорницата е место каде што треба да си кажуваме нашите политички ставови. Точно е дека јас се согласувам со координаторот на советничката група на ВМРО ДПМН дека почитуваниот координатор на советничката група на СДС СДСМ ја промаши темата. Почна да зборува за поддршката што владата на колега сега сега реплика. Значи ако тој излезе, јас би ве замолил да бидете колегијални. Да, реплика ли да не бегаме? Ќе бидам многу краток. Значи, сметам дека треба да сме им благодарни на граѓаните на Кавадарци, што пред 2 години ја препознаа вредноста на сегашниот актуелниот градоначалник Митко Јанчев и изгласа. Тоа сепак беа, јас не би сакал да ги делам луѓето на СДСМ и на ВМРО ДПМН, конечно сите сме тука за доброто на сите, меѓутоа градоначалникот е градоначалник на ВМРО ДПМН. И на сите од ВМРО ДПМН, а на сите граѓани на општина Кавадарци. И благодарение на неговите менаџерски способности ја исполнува програмата, сигурно дека тука јас не бегам од фактот дека премиер на државата е Зоран Заев во моментот на Македонија, на Република Македонија. И сигурно дека е потребно да се има соработка за да сите ние граѓани на Кавадарци имаме бенефит од сето тоа. Меѓутоа градоначалникот е втора работа што ми е како забелешка ми е сакате да кажете дека сегашното раководство на фудбалскиот клуб Тиквеше од Социјалдемократскиот сојуз, ја така ве сватам. Не. Значи
Раководството на фудбалскиот клуб Тиквиш, јас си го рачунам исто мое колку вие што си го рачунате. И не би требало сега конечно средствата за функционирање на фудбалскиот клуб Тиквиш и поддршката ја има и од нашата советничка група и од на ВМРО ДПМН и од вашата. Така да мислам дека не би требало нешто што е добро, сите го поддржуваме, сите го гледаме квалитетното работење на градоначалникот на општина Кавадарци и сите даваме поддршка. Политизација безпотребна, председателе, господине Ториманжов, мислам дека и инкасирање на ефтини политички поени, мислам дека нема потреба. Колеги, благодариме. Ај вака да се договориме. Пример, една реплика усмерува еден од една опција, иста реплика да не ја повторуваме сите 10 луѓе. Доволна беше од колегата репликата и јас исто сакав да го предупредам, малку избега, па се уклопи и сега ако сите иста реплика ја дадеме не е добро. Повеле. Реплика ти бараше збор. Колешке, сега си на збор. Реплика и толку со реплики. Доста е реплики. Вие сте на реплика. Зошто се нервирате, не знам. Ја не реков дека Митко Јанчев градоначалникот е наша политичка опција, е ваша политичка опција. Ама некој пишувал дека добра работа, дека може да го менаџира градот и го поддржува тоа, не гледам никој проблем. Каде е тоа политиката, не знам. Можев да ги бројам и сите проекти у буџетот за вие 2 години што се направени, поддржани од централната власт. Зошто се нервирате? Нема потреба од нервоза. Немате потреба од нервоза. Ако централната власт дала пари за градинки, тоа треба да го знаат граѓаните дека централната власт дава пари за градинки. У последните 3-4 циклуси кампања биш од градоначалник, нонстоп градинка правеш, па не ја направи. Еве дојде ваш кандидат за градоначалник Митко Јанчев, па се направи градинка. Зошто се нервирате? Значи, кажав работи, можев да ги бројам сите проекти, не сака. Зошто ги бројам? Нема потреба, така треба, тоа е власт, тоа е демократија. Централната власт да препознае нешто, Кавадарци е втора општина по економска моќ у Македонија. Што треба да видиме, некоја паланка или треба да видиме според вас? Така треба, така се прави. Зошто се нервирате? И еве сега ќе ви кажем друг факт. Ръководителот на финанси ни изборуваше пред Совет за винската куќа. 70% кој ќе финансира? Успеате винска куќа финансирана од америчката влада, од УСАИД, колку се јас сеќам, да му дајте на високи партиски функционери на ВМРО да се ја взимат почерија. Па уништите се, сега па ќе ја прават. Некои други ќе, сега ќе го прават. Па граѓани ќе го платат тоа. За фудбалот, колеги од ВМРО, не реков дека се луѓе што СДСМ, таму управен одбор сите се од вашиот табор. Немаме ни еден управен одбор. Него па е заслуга на неговото менаџирање, на преседателот, на сите тие таму. Немаме ни еден човек таму. На Советот. Ни еден човек немаме ка политичка партија, ка мнозинство у Совет и не ни сакаме да идеме. Спортот треба да биде на спортисти. А ви шо работете со спортот? 600.000 денари, јадење и пиење у Бриони. Двојце го издоа, па по дома си носете. Па ни мораше да гласаме, фудбалерите да не земат пари, да пуштаме на љубанци, на министерства таму кои, па по Скопје фактури. Знаете убаво? Знаете убаво како поминаме првата година. А тоа ги можеш да бидеме против. Али не беме против. Се у интерес на градот и на спортист. Така да немате потреба да се нервирате. Ако некој дава пари, дава пари. И тоа треба да го кажете гласно и јасно. Благодарам. Благодариме. Колешки за збор, повели? Нема, Тони, готово, ако земе збор, немаш реплика после. Ако сакаш сега излези. Нека го, иста реплика ќе биде. Оди, Колешки, ајде, ќе му дадеме после. Колега, можеш и после збор реплика за тебе, не е проблем. Да не ја враќаме Колешки. Да не ја враќам Колешки, ќе се збуне, нема да знаеш да кажам. Почитуван колега, не станува збор за никаква нервоза, значи јас станав процедурално да го предупредам председателот на Совет дека не се држим по дневниот ред. Иначе за нервоза нема зашто да се нервираме, нели, ние како советници од советничката група на ВМРО ДПМН. Градоначалникот кој што беше предлог на ВМРО ДПМН си функционира одлично, заедно со сите советници. Функционира одлично, општината функционира одлично, се спроведуваат сите проекти. Еве во скоро изминати 2 години остварена е над 90% од програмата која што беше прикажана на предизборната кампања, така да нема потреба од нервози. Ја не сум апсолутно нервозен, станав само процедурално да го предупредам
председателот на совет дека не се држиш кон точките на дневниот ред. Тоест во случајот кон ребалансот на буџетот. Иначе вашиот председател на партија и премиер Зоран Заев доаѓа од Струмица, така? Колега, Таму колку години беше он градоначалник? тоа не ти е у реплика. У реплика е. Колку години беше градоначалник на Струмица? 10, 15, тебе не знаем. Струмица тогаш беше една од најуспешните општини, така? ВМРО ДПМН беше 11 години на власт. Значи, дозволено е да се функционира рамноправно во сите општини. И тогашната влада на ВМРО ДПМН подпомагаше во општина Струмица. Нели, општина како општина не може сама да функционира без поддршка од држава. Тоа не може никој да ми го докаже, апсолутно. Плюс тоа, тие пари кои што ги дава владата на Социјалдемократскиот сојуз, од кај доаѓаат? Од нас, од граѓаните. Ние како мала општина, општина Кавадарци, сме втора во придонесот во бруто домашниот производ на Република Македонија. И многу нормално е да се возврати и од другата страна. Благодарам. Благодарим. Колеги, само момент, само вака. Едниот бара реплика и реплика значи спротивно од тоа што го кажал. Истиот го потврдува и тој бара реплика. Ако он рече дека чине градоначалникот, се испадне и рече не чине, ама контраводи. Немојте истата работа и ми правите реплика, не лична реплика. Истото го кажа 3 пати ти, докторот уште еднаш и он 2 пати. И пак каква е таа реплика? Стани кажи Колешки, ајде. Реплика. Пак да не го кажеш истото. Повели. Не, реплика, колешки. Пеđa седи. Колешката испоштове. Се извинувам, колешка, ајде. Требаше реплика, ама ајде, биди наред. И после процедурално како ја можам да поштувам кога вие мене ме поштувате. Реплика ако е предзбор, ама ајде. Повели. Почитувани советници, почитувани градоначалник, председател, медиуми. Јас би сакала само да се задржам на повеќе кратки работи, кои што ќе ги кажам кратко. Како што кажува председателот, не би требало да се повторуваме. До председателот, односно до координаторот на советничката група, значи секогаш кога почнуваат состаноци нешто цело време, во последно време си со таков набој на емоции, каде што и напаѓаш, и фалиш, и едноставно се ствара конфузија за да знаат граѓаните конкретно за што станува збор. Значи, тука не сме денеска дојдени да степме за градоначалникот, ние знаеме дека градоначалникот е најдобар. Зборува делата за него. Дека ние сме како советничка група нервозни, не сме нервозни, ние сме горди. Дека таа програма што се е реализирана е за пофалба и единствена во Македонија, каде што за 4 години се реализира за 2 години. Значи, благодарение на неговото менаџирање и ние како советници што го поддржуваме, значи градоначалникот, заедно со СОНАС, заедно со администрацијата, во името на граѓаните на Кавадарци се направи тоа што се прави. Од друга страна, кога веќе зборуваме дека мешаме нели во се политика, дајте барем денеска да ни помине танокот како што треба. Кога веќе ги зборуваме проектите, значи проектите за да се бидат одобрени од централната власт треба да бидат добро направени и изменаџирани. Тука би сакала да спомнам, еве може да даде краток осврт градоначалникот, што станува со дестилеријата. Значи тоа е многу добар проект. Зошто тој проект до сега не е реализиран? Дали има тука малку повеќе политика? Знаеме со грозјето како беше. Имаме, значи, многу работи за кои што можеме да зборуваме. Да не ги повторувам, колегите кажа некои работи кои што сакав јас да ги изнесам, но би сакала за во иднина. Кога зборувате да се осврнувате на вашата политичка партија, на вашата група советничка. Не да не спомнувате нас. Значи, ние добро координираме, горди сме, затоа што сме избрали лице кое што менаџира и ние заедно со него, а тоа е за доброто на граѓаните. И секогаш сме донесувале одлуки за доброто на граѓаните. Градоначалник, че може да ни објасните докаде со проектот за дестилерија? Колешке, нема да му дадам збор, пошто не ти е у точка, ребалансот, гледаш ли негде дистилерија? Не е во точка, но би сакала сега да се направи исклучок, затоа што станува збор за многу проекти. Ама ние сега... Овој проект е нешто што е најважно, исто, како... А не беше точка на дневен ред ни... Градинката, оставија градинката, не беше... Не, за
во паркот што се прави сега ново реновирање на Винската куќа. Исто и за тоа. Значи таму не знаеме, јас не би можела да зборувам за нешто, бидејќи не сум била во претходниот совет. Сигурно тоа кога се направило тогаш функционирало како така. И не можам да напаѓам никого за тоа што немам ни аргументи ни докази. Но сакам да објасне градоначалникот за дестилеријата докаде, бидејќи тоа е еден клучен голем проект кој што е за доброто на граѓаните на цела Тиквеши. Може би да опфани поширок регион. Е благодарам. На крај, колеги, кога ќе се исцрпат дискусиите, да не станува градоначалникот 5 пати одеднаш, бива ли така? Да си реплика има Пеđa. Да си прибележува и после одеднаш. Те фала да градоначалник, питам те не... Мама, телевизија за утре. Кача, после ќе видиш като помине мандат. Председател, може? Може, колега. Почитувам градоначалник, почитувам председател на совет, почитувани колеги советници, медиуми и останати присутни. Колега Нешковски и колешке, ако добро функционирате со градоначалникот и сте горди на градоначалникот, испадните и оградите се од линчот што му се дешава на градоначалникот овие 2 дена. Од Пандов и Каракамишева. Испадните на прес, дајте му подршка на градоначалникот, ваш член е на општинскиот комитет. Или имате некој си страф од Мицковски, не знам што е. И многу жално за мене е што ги читам коментарите овие 2 дена од ваши членови на извршниот комитет, од председатели на местни одбори, каде што ги поддржуваат овие лажни вести, еве, гледам и Каракамишева Савајле му се извини на градоначалник, така да... Кој член на извршен? Не можам име да спомнам. Колеги, не од место, колеги. Читам коментарите и сето тоа кои луѓе сето го поддржуваат. Колега Нешковски, испадите овде и оградите се од пишувањето на Пандов и Каракамишева. Благодарам. Не си ти, колегата е. Колегата прв дигна рака, па ти, па Душица. Душица последна си, трета. Бавно дигнавте рака. Бавно, овој пред тебе дигна. Колега, се јавив за Ајде, ти втора, реплика, он трет. значи немам обичај и не сакам да коментирам на шпекулации. Тоа си е слобода на медиуми и секој слободно може да си каже што сака. Дали се шпекулации или не, ќе видиме, ќе покаже времето, така? А овие што ги наброивте, кои се тие? Членови на ВМРО, симпатизери на ВМРО, секој член на ВМРО, секој симпатизер, секој слободен граѓанин во Република Македонија има право да каже што сака. Така. И нели се бориме за слобода на медиумите. Тоа се некои портали кои што си пишуваат, нели, и вистини и невистини. Така да немој да напаѓате дека некој член на извршен од извршниот комитет на ВМРО ДПМН или од функционер од ВМРО ДПМН излегол и изјавил нешто такво. Благодариме. А колешката дај преднос. Ај колешки. Бара родова етнаквост. Баш и тоа може да има право. Има право, родова една, двајца мажи, една жена не била. Мешано. Јас би сакала само нешто да кажам. Зошто цело време вие се мешате во нашата внатрешна политика? Не е ваше право. Ако веќе толку сакате, да правиме веќе популизам, јас би сакала нешто да ве прашам. Решите го проблемот со рекет 1, рекет 2, средите си го правосудството, средите се што е во државата, после зборувате за друго. Значи испаднавте во контрол. Толку од мене. Повели, Туриманџов повели. На прав пат сте, да? Видиш ори баланс испадне. Ова стварно нигде го нема. Колеги, околу ребалансот ништо не слушнав. Ај околу ребалансот нешто. Води седмица треба да преседиш. Ам не можам да ве бркам со зид. Ајде уште ово и одиме на втора точка. Се надевам дека после Готово, последен ово. моја дискусија ќе испадне градоначалникот. Градоначалник ќе ве замолам само у кратки црти, просто гледам колегите од советници од ВМРО. Не сакат да се слушаат ли, шо е работа, да кажем у бројки. Колку си поддржан од централната власт. Еве премиерот Заев, нема го спомнувам, гледам дека се нервират многу, не би го спомнувам. Ќе го спомнувам Груевски. Авак сега, сме биле, јас сум бил нервозен, па сум бил конфузен. Зашо сум нервозен, зашо сум конфузен? Нек на ваш член на ВМРО, ДПМН, си го разрешите. Ние беме против. Ви си го разрешите. Ви го теорите, ви си го разрешите. Ви лично, ви. Танија чачка. А демократија, па така, не сме ни нервози, ви сте
Друго ќе ви кажам за Митко Јанчев и се надејам дека виќе нема да испадиш после. Митко Јанчев е нешто најјако што ви се има да се у последните 15 години. Ако не беше Митко Јанчев, виќе немате 5 души тук. Најјако што ми се има десено у последните 15 години. После сите тие криминалци, бандити, како не, Каракамишева не бил висок функционер у ВМРО ДПМНЕ. Ева советник му е на вашиот председател сега. Преиспите си информација. У тие, како и викте ви, у тие што обновуваат Македонија. Реке да сме го решали. Ево, реке, у притвор се луѓето. Ви шо решите? Ви шо решите, фани за страницата. Бидете среќни Митко што дојде у оваа општина. Бидете среќни. И не коментирате виче. Че те молам, градоначалник, че кажи у навие твоите советници од ВМРО колку те поддржа владата на Зоран Заев. Благодарам. Колега, реплика, ај повеќе. Не ти, доста ти е. Дрварова дига рака 5 пати, треба Дрварова сега. Па дига детето рака цело време. Колега, колегата, па Дрварова, па градоначалник. Со нашиот градоначалник Митко Јанчев. Среќни сме со градоначалникот Митко Јанчев. Затоа и го поддржавме за време на локалните избори во која година беа? 2017. А вие кој кандидат го поддржавте? Педијакиц. Добро. И сега? Изгубиве. И сега? И што излезе, значи не сте биле во право во врска со вашиот кандидат. Лош избор. ВМРО ДПМН имал подобар кандидат. Зошто ако сте за општина Кавадарци и за граѓаните на општина Кавадарци, не ја поддржавте кандидатурата на Митко Јанчев. А сега со сите нивни проекти со негови проекти се китите, така? И пак ќе кажам, значи со овие имиња што ги спомнувате, дека биле членови на извршен комитет, советници, преиспитајте си одлука. Реплика и Ја да одговорам после исто, ајде да ми се јави. реплика или Според логиката на докторот Нешковски, со изборот на Митко Јанчев за градоначалник, значи според вашата логика, ника мнозинство условие, требаш би име контра на се. И да доведеме у ситуација да блокираме општината, да нема развој у Кавадарци. Според вашата логика, ја така го разбрава. Па така ти си изјат. Според твојата логика, ја што разбрав, така ја го разбрава. Како сакаш можеш да си грешиш. колеги, не од место. Ако ја не знам, па ќе кажа, че сега градоначалник ќе каже, колку пари влегува оваа општина од централната власт. 8 години имате градоначалник, ни 10% од вие пари не влегува, колку ќе влегува за 2 години. Тоа би се најправилно. Значи, да ти кажам и друга работа, колега Нешков. Колеги, не од место. Социјалдемократските сојуз не е партија кај што ти тука ми кажуиш мене, па ни текна нас така. Ти си сигурен дека за вие сите проекти ни немаме разговарано у партијата. Дали треба да се поддржат или не треба да се поддржат? А не. Значи, ако беше само на општински пари, дали че вие проекти што ги лавме туа сега ќе бидат остварени? Сигурно може бидат после. Така да, колега Нешковски, сето не е дебатирано ова у партијата, позитивни сигнали има и од Скопје, од тука, од секаде. Дека проекти што се добри за град Кавадарци треба да се поддржат туа. Нема не оти Митко Јанчев бил, па кој сакне би, треба да го поддржиш, не може да речеш дека си против градинка. И да гласаме или да не се прави градинка у Кавадарци. 400 деца чекат. Па и ние да гласаме против, зошто е градинка. Благодарам. А градоначалникот и толку. Колеги, по таа точка толку. Доста истите реплики по 5 пати ги свртевме, доста е 5 пати истото. Последно е. Одговор по вашите прашања одиме со гласање, после одиме втора точка. Почитуван председател на совет, почитувани советници, почитувани работени во општина, почитувани граѓани и медиуми. Со оглед на ова денешна дискусија што е пред почеток на дневниот ред на советот и очекувана беше до некаден, пошто од пред 3 дена со излегувањето со моето интервју на 24 вести и на Фактор се отворија многу прашања и многу дилеми и од тие прашања и дилеми секој својестрано си гледа работите и се излекува повеќе заклучци кои што некои се коректни, некои се некоректни
Меѓутоа кога ќе го прочитате и кога ќе го видите целото интервју, мислам дека на секој човек му е јасно што и како сум кажал. Во делот на тоа што значи соработка локална самоуправа за централна власт, ја уште првиот ден сум кажал и денеска ќе го потврдам исто, а и во интервјуто го кажав како така. Градоначалникот има морал и законска врска да почитува хиерархија, да работи и да соработува со централната власт. Во интерес на целокупното население и на граѓаните на општината од Кишодојаче. Вклучително нашата општина, во нашата предизборна кампања и изборна кампања кај што ги имавме програмата за работа, секаде каде што требаш да има учество од владата, беше потенцирано и кажано. Тој проект е конкретно Западен булевар, влезот во Кавадац, тоа што од регионално значење. Че го изгради локалната самоуправа со заедничко учество од владата или државата. Исто за градините. Исто се случуваше за колектор. Секаде кај што имавме потреба и задача на самата држава да врати назад, ние си го побаравме транспарентно. Одзивот на нашите проекти кои што ги имаме поднесено до владата, до министерствата, се во 100% одговорени. Тоа не можам да го негирам. Сумата која што е рефинансирана во Кавадаци, за мене е се уште на ниско ниво, затоа што и како кавадрчани и заеднички советници мораме да бараме да биде се поголем. Затоа што сами спомнавте дека сме втора општина по БДП во цела држава. Тоа значи дека заслужува општина Кавадаци да се гради и инфраструктурски, меѓутоа да се модернизира како општина. Еве, денеска можам официјално да соопштам и темата дека официјално на влада во петокот ни е одобрено 13 милиона денара за реконструкција на фудбалското игралиште. Тоа е момент кај што се чека 20 години. Направивме проект, покажавме дека знаеме да играеме фудбал, направивме добар тим во фудбалот, градски фудбалски клуб каде што очекуваме да влезе во прва лига оваа година и владата тоа го разпознава, срамота е да играеме на таков терен, во прва лига нема да дозвола да играеме. Во делот на сите други проекти и визии, како градоначалник и вие како совет, нормално тука и нашите вработени во службите на општина Кавадаци кои што ги имаме, сите се многу транспарентни, меѓутоа и креативни, иновативни и во функционирање на целокупното живење во општина Кавадаци. Немаме ниту еден мегаломански проект, немаме некој футуристички проект, немаме споменици, немаме глупости. Значи, ние бараме буквално да се направи тоа што на општина Кавадаци му треба во делот на културата, спортот, образованието, инфраструктура, локалниот економски развој, предучилишна возраст. За прв пат општина Кавадаци после 15 години има деца, а нема деца да чекаат на упис во градинки. Тоа е за поздравување, целокупно поздравување на целата општина и на директорката која што верувајте дека многу се вложи во овие проекти и направи напори да кадровски го реши тоа и нормално ги изгрижи дечиња кои што е од голема одговорност. Во делот на дестилерите кои што го имаме како идеја, ја тука би коментирал уште 3 проекти. Како градоначалник лични проекти мои, заедно со партијата, со луѓето, со јавни анкети, беше темата моја општина. Сите почетнички беа скептички настроени дека моја општина е популистичка, партиска, не знам каква структура на категорија на одделение и дека тоа ќе брка партиски работи. Ден напротив се покажа и се докажа дека моја општина е една неопходна структура од општеството и неопходен дел од урбаните заедници кај што секој дневно си ја завршува својата работа на професионално ниво. Од тука излезе и кол центарот, од кол центарот ќе излезе и гасификацијата и целокупната централизација на општина Кавадаци и сите јавни предпријатија. Истиот случај го имавме со депото. 460 гражи општина Кавадаци ги отстрани за 2 години. На 460 гражи на 21 метри квадратни подигнавме зелена површина, што е за голем почит од целокупното работење на општината. Депото кое што го направивме на површина од 27.000 метри квадратни веќе 60% е искористено. Така да оправданоста од таа работа се е веќе покажана и докажана. Исто сакам да се доврзам тука и за проектот Дестилерија, кој што не е мртов проект. Со премиерот на неколку пати го имаме зборено како проект.
на неколку пати е дискутирано, се бара правно формален начин како да се преработува дестилатот како акцизна стока и да се стави во државна резерва. Мораме да ги вклучиме винарските визби во тој дел, за да најдеме прав начин за складирање како што е јачмен, пченица, нафта, значи да дојде дестилатот во државна резерва. Има расположение и од Министерството за земјоделие и од премиерот како највисока структура во делот на нашата држава. Меѓутоа, мораме да најдеме прав начин како да го спроведиме правно, формално и акциската стока да не потегне како акциза, него да дојде во државна резерва. Тој проект за дестилат е насочен и проектот вика откуп на вишкот грозје и дистилирано. Ја викам, дај Боже, никогаш да немаме вишок на грозје, а да постигнеме добра цена и добар квалитет и секогаш да го преработиме у вино. Али со оглед на анализите, дека на секои 3 до 4 години доаѓаме до 20 до 40 милиона килограма вишок на грозје, во таков момент мораме да имаме ваква алтернативна мерка за преработка во дестилат. Оваа година, за жал, имавме многу мал принос на грозје, меѓутоа и цената не успеавме да ја дигнеме онаа почетна цена на винарските визби. Меѓутоа владата за тоа испадна во пресрти, 2 денара се загарантирани за лозарите, а се размислува и за дополнителна мерка оступ на сушна година. Така да, ние мора да се бориме заеднички и со лозарите, и со винарските визби, и со владата, и вие како советници, за аргументирани прашања и аргументирани одговори да се дојдат до правата цел. Контекстот на она што го зборуваме, кој колку е добар и колку си ја брка својата работа, ја верувам дека секој човек што е максимално посветен и има искрени и транспарентни желби да создаде нешто повеќе од својата урбана средина, поготово функција градоначалник или советник, ја мислам дека не може да немаме успех кога работиме заеднички, не работиме во партиски интерес, работиме во општински интерес. Ова може, ова двогодишно работење е можеби еден од ретките совети и ретко имачи функција градоначалник, каде што партиската работа е ставена во втора фаза. Прецени се граѓаните, прецени се децата, прецени инфраструктурата и оплеменувањето на општина Кавадац. Затоа јеби успех. Сега јас како градоначалник, ако почнам да ја напаѓам владата неаргументирано, и ако почнам да не соработувам, и ако викам ја поднесив проект, а никој не го разгледа, а ја не сум поднесил проект, во тој случај нема успех. Во тој случај не е битно дали е Митко тука, дали е таму Социјалдемократскиот сојуз, дали е ВМРО, ДПМН или било која партија. Секој успешен човек треба да си има своја цел, да си зацрта тоа што е да го успееме. Дневно политичките шпекулации ќе ги темелиме и ќе ги црпиме заеднички. Кога ќе дојдат предвремени, односно кога ќе дојде времето за избори, секој по својот пат ќе си го објасни тоа што е да го објасни. Времето, според мене, на шпекулации и на негативни моменти и на градење и креирање на ботови нема простор во нашата држава. Доста шпекулации, доста манипулации. Народот веќе сака искреност и сака да знае на што е. Само вчера ќе напомнам дека професор доктор Чепреганов имаше една емисија, еве имаме тука лекари, знаете кој е Чепреганов, и негов заклучок, макар нека верувам дека е точен, пошто е врвен лекар, дека 90% од младите и од средна возраст на луѓе живеат во психоза, во аксиозност и во нестабилност. И главен причинител за таа работа се политичките партии. Тоа е негов став и негово држање цврсто до ставот во тој поглед. Ние не смееме да дозволиме нашите деца или блиски да живеат во исто, нормално, барем колку што може да помогнеме на локално ниво. Замислите детето ако чека дома, утре мајка му дали ќе биде избркана од работа или ќе биде критикувана или нема да си дојде расположена заради тоа што од една политичка опонента или од друга. Тоа децата го осеќаат и го пренесуваат едни на други. Така да ние треба да имаме релаксирана ситуација. Нашата држава е мала држава, а може да биде многу соедината. На сите го кажеме, тоа ми избрка. Значи, мора да бидеме соединети, не смееме да дозволиме да си го направиме тоа, си го наметнеме сами на себе. На дневна основа, да не биде како предавање, меѓутоа, на национални и на политички бази,
на емоции, најлесно се добива. Меѓутоа долгорочно мора да гледаме реалноста и вистината. Јас сега ќе одговорам како неутрален, пошто многу се искошкавте како и што е, ја вака би препорачал на двете партии, сега како градоначалник на жителите на општина Кавадаци. Прво да ви заблагодарам за тоа што искрено го кажувате и го гледате и од двете страни што се сработило, како се работи и се гледа, пошто може некој да го гледа и со други очи. Од втора страна, сакам на двете партии да препорачувам со исклучок на централното ниво и на централните власти да си ја бркеме работото Кавадаци така како што доликува. На крајот од денот и после нашиот мандат и после нашата возраст или после излегувањето од тука, ние ќе останеме и жители на општина Кавадаци и треба да кажеме да ние постигнавме тоа и тоа. За викендот имав една прекрасна делегација од бугарска страна, начело со господинот амбасадор Маријан Ѓорчев, кој што потекнува од Кавадаци. Семете пример од него. Еден скромен човек, еден човек кој што многу у политиката постигнал, придонел и за Кавадарци и видите како се понаша ден денес. Јас би го земал за пример него како еден политичар кој што својата кариера на професионална гледна точка е изградил и никогаш не нападнал нешто што не е за напаѓање. Така да мислам дека општина Кавадачи се движи у прав правец, да ги земеме работите со резерви кои што доаѓаат од страна, пошто верувам дека има луѓе кои што нема одговара да бидеме соединети и да функционира општината за тоа што личните бенефити ние ги почувствуваме само на политичка доса. Никој тука не е дојден од плата и вие како советниците се хонорарни, сакате да придонесете и да направите, повеќе време губите од него тоа што може да постигнете, меѓутоа општината кога оде напред, задоволството е на наша страна. За проектите кои што ги спомнавте, 95% програмата е исцрпена. Со овој ребаланс кој што прави живи денеска да го поминеме, сите проекти се распишени и тендерирани. Некои се у завршна фаза, некои се у фаза на еволација. Ребалансот е, како што каже и госпожа Цанка, донесен повеќе заради тоа што некои од проекти ќе се отпочнат оваа година, а финансите импликации по основ на нив ќе дојдат наредната година. Така да со 95% завршена програма, јас вака лично еве и предска координација ви спомнав дека сите советници 19 заедно со ръководителите на секторите и граѓаните после отчетот од 2 години после 1 ноември ќе се заземеме во тие 2 месеци да направиме заедничка програма за наредните 2 години што ќе дополниме со исцрпување на нашите проекти кои што ги имавме во делот на изборната кампања. Зошто така тоа? Само заради една причина, пошто изборната кампања ќе биде исцрпена, нема што да предлага градоначалникот или поединци, ќе предложиме сите наредните 2 години каде да ги насочиме нашите буџетски средства, каде да се развие општина Кавадаци. Се до завршување на нашиот мандат. Ви благодарам. Средба со граѓани секој ќе го направиме, анкетни прашања према граѓани, а нормално советот и ние како раководство, јас како градоначалник, ќе донесеме конечна одлука. Прво, само една работа да напомнам, пошто нашите проекти 95% ќе бидат исцрпени со заклучно 1 ноември 2019, меѓутоа финансите импликации за плаќање на тие проекти ќе дојдат и во 2020. Секторот за финанси со госпожа Цанка ќе направат прво буџет. И ќе ни кажа за наредните години и пол или 2 останува буџет толку, од буџетот ќе потекнеме да иницијатираме нови проекти, нова програма и таа ќе биде нема да биде политичка програма, таа ќе биде внатрешно општинска програма донесена на чело со граѓаните, службите и сите советници во целост. Благодарам. Благодариме. Ја ставам прва точка на гласен. Кој е за? Едногласно благодарим. Втора точка, предлог одлука за распределба на средства со намена превоз на ученици во средните општински училишта во општина Кавадаци. Отварам расправа. Доколку нема, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Трета точка, предлог одлука за изведување на подземни садови за комунален отпад. За изведување, поставување на подземни садови за комунален отпад на територија на општина Кавадаци кои не се предвидени со урбанистичко-планска документација. Отварам расправа. Доколку нема никој... Јас си го решавам кај ќе биде.
Има скица. Ајде. Станува збор за модернизирање на јавното предпријатие Комуналец. Ние ланста година добивме еден подземна платформа со подземни 3 контейнери. Тоа е позади собранијата зграда. 7 месеци веќе функционира. Го видовме бенефитот од тие подземни контейнери. Едно од комуналните возила го адаптиравме да може да има дополнителна хидравлика за да ја испумпува таа платформа и да ги варат контейнерите за нивно празнење. Се покажа како многу ефикасна и скоро сите светски метрополи веќе џубрето ги имаат во подземни контейнери, барем во централното градско подрачје или онаму кај што е погусто население. Станува збор за 4 нови локации, кои што ги имате добиено со скица, предлог скица. Претежно станува збор за централно градско подрачје на Митроје Василев и Линденска улица. Мислам дека се тука поставени. Со тоа ќе постигнеме да не ги кошкаме контейнерите твои се мои се, пошто на секој еден дуќан или на секој еден објект во централното градско подрачје кај што врши јавна дејност, му пречат пред него да стојат. Во овој случај ќе бидат подземни контейнери и по примерот на нив наредната година имаме план и програма да усвоиме уште 10 локации за подземни контейнери, каде што верувате дека бенефит од таа работа, ја само 3 точки би спомнал, значи и од еколошки гледна точка и од социјална гледна точка, буквално нема мирис, не се гледа џубре, нема физичка попреченост од контейнерите, така да по тој дел мислам дека немаме дилема. Ова е чисто носење точка одлука за одобрување на локациите на поставување контейнери. Благодариме. Кој е за? Едногласно. 4 точка. Предлог одлука за утврдување на потребите од донесување на ново урбанистичко планска документација за објекти надвор од плански опфат. Отварам расправа, доколку нема ја ставам на гласен кој е за. 5 точка. Извештај за манифестација Тиквешки грозбер 2019. Отварам расправа, доколку нема никој. Има збор Лазар Ториманџов. Повели. Според моје лично мислење, мислам дека имаме еден од најубавите гроздобери во последните неколку години у Кавадарци. Мала напомена, извештајот ни го дадоа сега, бар ако можеа порано да го дадат малце да го разгледаме повеќе, нема. Добро, не е тоа никаква замерка. Вака, ја и Петар Николов беме задужени за делегацијата Макарска. Делегацијата Макарска беа градоначалникот Јуре Бркан и директор на јавно предпријатие таму, ќе ви пренесам нивните зборови. Кои што беа запрепастени како ни тоа го правиме у Кавадарци. Запрепастени. Запрепастени беа од организацијата, од гостопримивста, од топлината на луѓето. Значи, ја мислам позитивно зборувам, ја зборувам негативно. Ева, на крајот ќе дојдеме до тоа најбитното. Вака. Мислам дека со таа делегација нашата општина има, мислам дека музичка школа има соработка. Таа соработка градоначалник ќе да покрене малце на повисоко ниво. Они имат фудбалски клуб, ние имаме фудбалски клуб, луѓето се желни да направиме некои контакти по-блиски, така да и како народ сме тука негде, блиски сме. Евак сега, да ви кажам дека па сме по-различни, евак ќе упатам јавна благодарност до Сузана Шалева, до Сања Крстич, до сите што беа уклучени у гроздоберот, до волонтерите, до децата што седеа што наплачаат за паркинг, така да не е само мој впечаток, кога имаш странска делегација, а водиш 3 дена, и кога луѓето се воодушевуваат од нивоа што го правиме тука, значи тоа нема шанси да не го подрежиш и да кажеш дека не е така. И едно само да знаат граѓаните на Кавадарци, сега че има коментари колку коштал гроздоберот, многу пари, малци пари, секој ќе го има тоа. У Кавадарци тоа, па поготово кога се парите у питање, тоа ни е главна преокупација, па некој ќе рече Волко, некој Волко, па зош бил Здравко Чолич Волко, оти не е Волко. Едно да знаат граѓаните на Кавадарци, таква манифестација од толкав обем луѓе без пари не се прави.
тука мора да се уклучат, еве ги гледаме фирмите, со донации, со се. Сега ја не знам колку ни тоа, дали градоначалничен нашата општина има некои извешти, колку тоа пари влегува од вие Гроздоберу по Кавадарци. Тоа дали може ни, колку бенефит има ресторани, кафичи. Пак ќе кажам, уш еднаш организиран Гроздобер. Благодариме. Колеги, дали има уште некој што треба да збори, доколку нема, на крај градоначалникот, повели градоначалник. Во врска со Тиквешкиот Гроздобер, ова не е втора година што го организиравме и како градоначалник и како совет. Импресите се преголеми и нивото на успешност на Гроздоберот и самата организација и програма е на едно највисоко културно ниво. Тоа го покажува дека веќе не препознава неколку институции. Едно од нив е Министерство за економија, влеговме со минимална донација од нивна страна, од 300 денара, али влеговме у државна програма за организирање на манифестации, што е многу битен момент за да можем понатака да се проширува. Гости имавме многу, благодарение и на вас како советници, и на општина Кавадарци, и на нашите организатори, што ги пофаливте пред малку, не сме ги пофалили се уште. Благодарност до сите кои што беа учесници во делот на организацијата, макар што тоа е дел од работната обврска, меѓутоа љубовта кон нешто е многу поголемо од било што. Сакам да сумирам и да кажам дека овој Тиквешки Гроздобер, мене и без целата првите 2 години да почнеме да го осеќаме Тиквешкиот Гроздобер како обврска и потреба од него. Бенефитот ќе ни дојде после 5-10 години, максималниот бенефит, што значи тоа за нас. Како една најстара културна манифестација која што има во нашата држава, тоа е Тиквешки Гроздобер. Јас бев фрапиран кога ги изгледав сите слики на ликовната изложба од Тиквешки Гроздобер. Од 64-та месечина па до 80-та година. Значи, луѓето уште тогаш, уште 65, уште 67 го организирана на едно ниво, максимално високо ниво. Кога во тоа време културните манифестации и самите програми биле на бедно ниво. Така да има традиција, има дух, а се што има традиција и дух, за мене е лесно продолжливо, со тоа што ќе имаме добри и чисти критериуми и мисли за понатака. Тиквешкиот Гроздобер, прво и основно, треба да го чувствува секој еден граѓанин во општина Кавадарци и да знае тој викенд дека треба да се пречека гости. Така се прави Гроздобер. А ако не го осеќаме и не знаеме кога е, и сакаме се поврзиме викенд или си испаднеме од Кавадарци, во тој случај џабили се и гостите. Личниот бенефит на општина Кавадарци го постигнавме со тоа што ланската година и оваа година успеавме продажбата на вино на самите 3 дена карневал и манифестација го подигнеме на едно завидно високо ниво. Оваа година за 3 дена на официјалните штандови 4-5 на площадот и на официјален штанд на малото парче што беше по народна музика, имаше продажба негде од 25 до 26.000 литра вино. Значи, тоа предходните Гроздобери не постоеше. Се продавале 3 до 4.000 литра вино и претежно се практикувало, се продава и пиво. Првото моје застапување, а и вие го поддржате како такво, тие денови на официјалните штандови, на издадените штандови да нема пиво, со задолжение, а нормално во сите други приватни угостители да го практикуваат, да го застапуваат виното. Економскиот бенефит на 3 дена во општина Кавадарци е на високо ниво, така да ако земеме во обзир дека ние трошиме некаде околу 9 милиона денара, се вкупно средства за организација на целокупниот Гроздобер, а само 5 милиона се општински пари, 4 милиона се од донација, ја тоа би го строчил вака, би кажал дека ја гарантирам дека во 3 дена повеќе од 20 милиона денара се имат свртено по општински, локални субјекти и ресторани и кафици. Од економска гледна точка, ја Цанка може да му оправда, чим трошиме 9 милиона пари, а зимаме 20, во тој случај е оправдана секоја си инвестиция, за тоа што сепак тие пари се од граѓаните, за граѓаните, работени, приходи, расходи, така да обратот е најбитна работа во една локална самоуправа да има движење. Движењето го ствара
и потенцијалот од економијата и потенцијалот на развојот на самата локална самоуправа. Јас да заблагодарам уште еднаш за максималната поддршка на сите вработени институциите кои што беа вклучени во Тиквишкиот гроздобер, чинителите од организацијата. Сакам да потенцирам да кажам, од утре веќе да почнеме да размислуваме за наредниот гроздобер. Пошто времето брзо ќе помине, а некаде од јануари месец нашите служби ќе добијат и официјална задача да почнат да го спремат гроздоберот 2020 година. Това градоначалник ќе влезе секој година појако и појако. Значи не смееме да го намалиме Сега не може обемот. да се враќаме па назад. Нема назад. Ќе одиме напред. Ќе ги дополнуваме содржините, ќе ги загарантираме оние содржини до сега што ги имаме и нивото мора да го дигнеме на повисоко ниво да биде, за да нашиот град биде препозлив таму каде што треба. Нормално, за да имаме гости и да ни доаѓаат гости, еве јас од моја страна сакам да кажам дека треба ни да одиме по гости, така да на сите покани кои што ги имаме, поготово од збртивени наши пријателски општини и градови, треба соодветна делегација и соодветно да одговараме сега, што сега мислам дека не сме се посрамотиле. Меѓутоа, тука имам уште една идеја што не беа поврзала со гроздоберот, ја сакам, не знам дали ја ставивме како точка на дневен сот, не е ставена, ја да го размислиме до наредниот совет. Општина Кавадац, покрај тоа што е уникатна со гроздоберот, имам уште една идеја која што разработивме со нашите служби, со достапни матрични информации, пошто иднината на општина е градењето на млади кадри и стварањето на полнолетност. Стварањето на полнолетност за секоја една особа е голем ден или голем чин за него, за тоа што веќе добива лична карта, он е полнолетен и се одговара самиот за себе и може да си има и права и обврски. Општина Кавадаци предлагам за наредниот совет да дадеме точка. Еве, ќе задолжиме Цанка и од кабинетот Сузана и Сања да направат план за 2020 година колку од нашите тинејџери ќе стекнат право на полнолетност. Со стекнувањето право на полнолетност, општина Кавадаци за секој еден наш граѓанин да на денот на стекнување на полнолетност или плюс-минус еден ден му издаде едно уверение или некоја диплома или некоја си вид на признание како покана на полнолетник да се вклучи во општина Кавадаци и да издаде една книга, дали ќе биде тоа CD по модерен карактер или било што, символично, да се запознае со придобивките и со минатово и со иднината на општина Кавадаци. Со тој гест мислам дека на секој еден кога ќе го честитаме званично 18-тиот роденден како локална самоуправа, даваме голема тежина и на самата особа и му ги укажуваме нашите потреби од него. Нормално, општината и негото семејство до 17-18 години го на некој начин подржувала во изградба еве на градинки, училишта, затворени базенти, така да ние од таа особа ќе очекуваме да ги врати на општина Кавадаци, а нормално општина Кавадаци да направат добри предуслови за негово полномошно вработување или етаблирање во она што значи полнолетност. Така да направиме финансиска конструкција колку полнолетници добиеме наредната година, колку ќе не кошта тоа како буџет и да можеме официјално како општина со тоа уверение, со таа пофалба или предлог му го честитаме роден денот на полнолетникот. Благодарам. Благодариме. Туриманџов повели. Еве градоначалник, сето е ова добро, уште мала испушти прежеска значи градоначалникот е на Макарска, господин Јуре Бркан е расположен, волен да само да не биде у летната сезона, затоа што Макарска е големо туристичко место, вика имаме проблем со смесувачки капацитети. Али каму е денот на градот, тоа мислам дека е сега негде 22-3, да направиме деца наши, сега како ќе ги одбереме, дали деца што имат најголем успех во школу или не знам на кој начин, тоа може да го направиме. Луѓето се расположени. Дали ќе бидат 10 или 15 деца, тоа не е никој проблем.
Да. Може и карневалска. Значи, настрана од тоа више го теерте. Настрана од тоа, луѓето се спремни да ни помогнат, да ги однесеме децата таму. Сега пат ќе речем дали ќе на некои младински категории, ако сакате па да почнеме така со младински категории деца од фудбал. Да играат фудбал со нивната младинска категорија, значи луѓето се спремни. Мислам дека сега ќе отиме ристо таму, па ќе падне некој договор, па ќе кажам луѓето се импресионирани од Кавадарци. Благодариме. Колеги, нема да дискутираме после. Градоначалникот по точка извештај за манифестација Тиквишки гроздори, ставаме на гласање. Кој е за? Благодарам. Шеста точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2019 година. Отворам расправа, доколку нема за збор. Ја ставам на гласање. Кој е за? Имаш у материјал, читай, ја да ти читам сега. Ја прочитав, така е точката. На сдружение мобилност. Ама отидете, гласавме, како ќе? Колеги, да му дадеме на колегата збор и пак да ја гласаме, важи? Ајде. Да дочитав. Толку е. Така е написано. Колега, така е. Не бе, не Почитуван председател, почитуван градоначалник, колеги советници, значи нема збор дека ова е за поддршка, промената на акумулаторите на луѓето кои што се корисници со попреченост. Јас би сакал до службите и до јавноста да се обратам. Добро е што овие луѓе им се доделени колички за да може да излезат од дома и некои работи да им биде едноставно животот да им го олесни. Меѓутоа, јас би поставил едно прашање во однос на јавните установи кои што се под контрола на општината, па макар и сите јавни установи кои што ги имаме во државата, во Кавадарци, би сакал за наредна седница на совет да добиеме едно известување каде се овие луѓе со попреченост имаат можност да отидат без проблем со својата количка. Не така. Значи, ако е поентата да добие количка и да се вози низ плоштадот и да не може да заврши ни една обична работа, тогаш мислам дека не велам дека е за џабе дадена количката, меѓутоа се губи основната суштина. Јас мојата дискусија е во насока. Веќе ако утврдиме дека нема такви рампи направено и дека фалат, во буџетот за 2020 година, еве спомнавме дека буџетот е програмата е истрпена, овие луѓе треба да ги вклучиме во општеството, ако не ги гледаме, тоа не значи дека ги нема. Ние не ги гледаме за тоа што нема кај да оди тој. Еве, една информација ако може за наредната седница и да се вметне посебна ставка во буџетот за 2020 година, општина Кавадарци да донира средства, односно да одвои средства за овие луѓе да може непречено да имаат пристап до установите во општина Кавадарци. Благодариме, колега. Предлогот е добар, ама мислам дека сите институции имаат таква обврска да прават. Ние само да утврдиме кај нема да помогнеме, да ги натераме ако и требат пари да им дотуриме пари. Да. Јас на салата мислам дека нема. Има, колега. Во спортската сала, колеги, во спортската сала од сите страни имаме. Ние немаме место у салата кај да ги ставиме, за да влегуваат, да играат, имаме у трибина. Можеме од горниот ходник, имаме простор у салата. Имаме во сите 4 влезови и кај што нема да направиме да имаме добро. Одиме, колеги, уште еднаш да гласаме или да останеме на претходното гласање? Точката 6 ја ставам на гласање. Кој е за? Уште еднаш за колегата Ате да му правиме. Не со заклучок. Нема заклучок. Тоа ќе го ставиме у програма за наредна година. Седма точка. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата во активноста на општина Кавадарци во областа на спорт и млади за 2019 година. Збор Бара Нешковски, па Трендафилов, еден повели, председател ќе излезе на сакате пред или после? Ваши. На крај. Благодарим. Повели. Благодарам, председателе. Јас како млад човек сум за развојот на
спортот во град Кавадарци. Верувам и знам дека и сите советници тука се за развојот на спортот, во случајот за фудбалскиот клуб Тиквеш. Затоа, мислам, го покажавме тоа во изминатите 2 години, нели со поддршка за спортот од сите области, така и за фудбалскиот клуб Тиквеш, каде што едногласно ја гласаме програмата за спорт. Нели, одвојуваме значителни средства од општина Кавадарци. Минатата година за малку избегнавме, нели, пласман во прва лига, но сепак честитки до раководството, до целиот фудбалски тим за постигнатите успеси. Оваа година гледам дека сме на прав пат и се надевам дека ќе успееме, нели, да влеземе во таа долго време посакувана прва лига. Јас се јавив за збор само за едно чисто онака информативно прашање до председателот на фудбалскиот клуб Тиквеш. Председателе, дали има некои индиции за блиска иднина за дополнителни финанси на овој фудбалски клуб и дали вие како раководство заедно со управниот одбор на овој спортски клуб имате некои планови за воиднина да се придобијат дополнителни средства за финансирање на фудбалскиот клуб. Значи да не се само парите од општина Кавадарци, туку, нели, сепак ако влеземе во прва лига, таму е друга ситуација и се барат многу поголеми средства. Не барам, нели, име на одредени фирми, туку чисто онака запознавање дали во блиска иднина постојат некои индиции за дополнително финансирање на фудбалскиот клуб Тиквеш. Благодарам. Благодариме. Вие за збор. Па Лазар, председателе, ти стави си забелешки да можеш укратко да одговориш. Колеги советници, почитувани граѓани, значи градскиот фудбалски клуб Тиквеш, Советот на општина Кавадарци го поддржува, еве, уште еднаш ќе го поддржиме. Лавовскиот дел од буџетот за спорт всушност оди за фудбалскиот клуб Тиквеш и Кавадарци заслужува прва лига, тоа сум го рекол повеќе пати, еве сега би сакал да го повторам. Меѓутоа јас би сакал еве во буџетот за 2020 година од средствата што ќе ги одвоиме како совет, еден фиксен процент, и тоа би сакал да биде солиден процент, да биде намената за стратешки развој на фудбалот, односно за инвестиции во млади категории. Значи, ние сакаме инстант успех во се, и еве можеби и ќе го добиеме тој инстант успех во фудбал, не се постигнува за една година. Ние, доколку не инвестираме во млади категории, поентата е после, каде се гледаме после 5 или после 10 години. Тука е. А не каде се гледаме сега за една или за 2 години. Значи, еве, ова, тука ни е и председателот, сега и тој ќе се обрати. Јас би сакал солиден процент на буџетот од средствата што ги дава Советот на општина Кавадарци, односно од буџетот на општина Кавадарци, да биде предвиден за млади категории. Благодарам, колега. Ториманџов повели. Вака. Иако што знам, вие пари се 3 милиона денари, така ли? Да. Така, мислам дека чуваат заплата за деца, за фудбалеите. И сега еве некој ќе рече дека одвоиме го големи средства на почетокот, и јас ми беше чудно. 6 милиона денара, пред како таму беше. Еве за пример Штип одделува дупла повеќе од нас. Дупла повеќе од нас. И Штип децата, јас оти седам со тие деца, со Миле ми пријател, другар, се контактирам секоја ден. Иначе лично фудбалот го гледам, ама не ми е многу така, повеќе сакам кошарки и така. И за разлика од Штип, нашите деца по 2 месец, по 3 месец плата нема за мене, па играат, па сме први. Колегата нешто што го кажува за управниот одбор. Тоа не е само до Миле кај председател, него и нашите фирми од градот, ако се одговорни фирми, сами треба да се уклучат. Има доста моćни фирми, не за општинско ниво моćни, него моćни на ниво на република.
Они сами треба да изразат желба да се уклучат у тие управен одбор. Сега таму имате управен луѓе, јас што викам обични луѓе, нивниот максимум може да е толку. Али имаме ни фирми, добростоечки фирми, милионски фирми, кои што можат со еден потек да оделат 1.2 денара за фудбалот. И тоа без проблеми да го направат. Милета, Мочка, председател или кај човек не може да го направи. Имаме фирми што добар дел од буџетот на општина Кавадарци го трошат и работат за општина Кавадарци, а не че да се уклучат у фудбалот. Така да, тие фирми, градоначалникот или ника совет, треба малце да ги притискаме повеќе. На секој совет ни тука треба да кажеме кои тоа фирми го трошат буџетот на општина, кои тоа фирми работат. Стварно имаме у градот фирми што се меѓу 50 најмоćни у државата. А ни сега тука на секој трети, четврти совет треба да нас правиме за деца да земат плати. Значи, мора да се направи една сврста конструкција за фудбал, да сериозни стопанственици да влезат таму, да си одделат мал дел од колочот, мал дел, нема тоа да ги оштете ни Бог знае колку, малце да одделат сега. Малце, бар нека изедат младите категории, нека направат нешто. Многу мал дел ако одделат само од нивното, ја мислам, Тиквешка фудбалски клуб, нешто ќе влезе у прва лига, ќе бидеме меѓу првите 3-4, а ако се уклучат сите чинители у општина Кавадарци, газдите на фирмите у тој дел што вика што ни членови на управниот одбор. Благодарам. Колеги, а и јас само уште да земам збор. Реплика? Се извинувам. Немаш потреба од реплика, сите убавувашме. Сега реплика ти лошо свечиш. Ајде, им помене да. Колега Туриманџов, го изслушав внимателно твоето излагање. Прашањето ми беше нели до председателот на клубот дали има индиции за некакви дополнителни финансиски средства, тоа е спонзорства во блиска иднина. Се сложувам нели потполно со вас дека има доста големи и моќни фирми во Кавадарци кои што треба да допринесат за развивање на спортот во Кавадарци, не само во фудбалот, туку имаме доста големи фирми кои што можат да допринесат и во кошарката, и во ракометот, и во каратето, значи буквално во сите спортови. И убаво кажам, мислам дека како совет треба да се залагаме и да притиснеме малку, што повеќе од тие фирми да дадат дел од својот буџет и да ги финансираат овие клубови кај што има нели голем просперитет, од каде што излегуваат идни играчи и бисери на Република Македонија. И станав чисто онака да се... Благодарам. Ја ќе му кажам, доста тие 10 пати денеска ми збориш исто. Колеги вака, значи поддршка дадоа и Туриманџов и колегите од левата страна, сите у ист смер, иста насока, целта е иста. И у младински категории даваме и пак дел од парите ќе одат, што е привилегијата од наредна година и ова година почетно. Државата прв пат дава ваучер од фирма да користиш, фирмата што има данок на добивка да го дава добивката да ја дава во спорт. Првата година фирмите немаат поверење дали стварно е така, дали ќе реализира УЈП. Значи, тоа е најдобрата инекција што ја даде централната власт за спортот во целата држава, не само во Кавадарци. Привилегијата на Кавадарци е тоа што имаме моćни фирми што даваат, плаќаат данок на добивка. Мене ми е многу лесно господинот Јанчев да го убедам добивката да ја даде во фудбалот и да тој сигурно сака. Имаме и ИГМ, имаме и Дрекстер Мајер, значи фирмите што се на наше подрачје да ги усмериме према нашите клубови. А ваучерот државата лесно го дава. Значи некој дел, најголемиот дел е тука. Значи тука треба да дајме смерница, фудбалот, и ракомет и карате, ваучерите да ги користиме преку данок на добивка. И ако една фирма плаќа добивка 100.000 евра пари, ние сите 100.000 евра пари може да ги ставиме во спорт. Значи тоа е умешноста на градоначалник на совет да ги убедиме фирмите дека не даваат поклон, него место да плаќаш данок даваш во спорт. Истото е дали си дал на УЈП пари, дали си дал во фудбалот. Ново е, треба промоција, треба искуство ова година да видиме дали е стварно така. Ја не сумњам дека не е така, сигурно е така. Сум користел такви ваучери. И дополнителните пари општината и уште фирмите поклон што ние бараме, ние не можеме фирмите со рекет поклон да им взимаме. Го ослободуваш од данок на добивка, ако сака уште некој процент 5-10% плюс да дади, ради тоа што го рекламираш и тука некаде да заокружиме. Буџетот толку колку што има дава.
тука некаде да се сконцентрираме и мислам дека имаме и во фудбалот пари и во другите спортови. Колеги, толку, ако нема друг за збор, да одиме на гласање. Кој е за? Се извинувам. Председател е повели. Се извинувам, колеги. Не треба, доста е. Колега, оди. Председател. За млади, дали има други луѓе што обеќаат пари по младински категории, дали имаме програма да даваме повеќе пари и другото што беше уште, колеги? Каква е визијата? Каква е визијата? Повели. Почитувани председател, Треба бе. почитувани советници, медиуми и други останати. Програмата на градскиот фудбалски клуб Тиквеш е сведена на едно пошироко ниво. Да се офарат повеќе субјекти, повеќе фирми, повеќе донатори, за да можеме да функционираме како прав клуб кој што бара некој голем успех, тоа е влез во прва лига. Тоа сноси поголеми инвестиции. Тие инвестиции општината не може да ги одвое, бидејќи тоа се малку поголеми пари. Ние имаме, може да кажам, од општината што ги добиваме средствата, со тие средства сме во Македонија, во втора лига, клуб од кој што може да биде од 4-то до 5-то место по ранг на пари што ги трошиме. Но ние со овие помали средства имаме поголеми успеси. Лани за малку не влеговме, се спретнавме на крајот на последната скала, но оваа година мислам дека ќе ја оствариме целта. Со буџетот сме исти како и ланската година. Имаме оваа година да правивме еден проект со годишни карти, проект кој мислам дека можеше да биде поуспешен. Јас го планирав, но големите фирми не застанаа позад нас. Тоа што го направивме со обични граѓани, со помали фирми, кои што може да ти земе 20 карти, 10, не може да земе како ИГ, како Фени, како Дрекслер Мајер, кои што може да потегнат по 300-400 карти. Беме одбиени сегден, бев на состаноци, но не добивме позитивни одговори. Успеавме. Сам момент. Стратегијата на големите фирми не е дека не сакат. Тие у годишна програма на нова година не ги оставиле тоа. Наредна година веројатно ќе сакат. Значи ние у средина на сезона им бараме пари, немат буџет. Не е дека нечат. Ги знам, јас сум модел и ја по таа работа. Значи за наредна година да не ги вреѓаме, после нема никогаш да ни дадат ништо. Значи продадовме околу 600 годишни карти, тоа се 360.000 денара пари обезбедивме. Добро. Имавме донација од Лондон од наши иселеници од 1000 фунти. Донација од Австралија. Онлайн направивме програма што може да донира секој еден граѓанин кој што сака. Од Австралија $2200 ги добивме. И сега при крајот на овој месец во Америка ќе организираме тиквешка забава, таму наши граѓани, и ќе бидат наменети парите што се добијат за градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Имаме донација, помали донации од некои фирми наши тука, но тие се мали за... И мислам дека од другата година мора градскиот фудбалски клуб Тиквеш да премине во акционерско друштво, бидејќи тоа е законски, не може да функционира како градски фудбалски, како здружение на граѓани. Влезе во прва лига, И да не влезе. Таа процедура кошта околу 20.000 евра, за да се направи по сите правила и прописи. И Само со уште градоначалникот кој го прави. Само уште дали во младински категории наредна година имате програма да ги големи средства? Ланската година во младински категории истрошивме $1,5 милиони од буџетот што го имавме. Имаме од 220 до 250 деца кои што сите се такмичат. Знаете, лани една генерација однесовме во Лондон на турнир, јак турнир, кај што не се обрукавме, кај што завршим 8 од 40 екипи.
со еден Арсенал, Квинс Парк, Рейнджерс играеме, кај што ни помогнаа наши иселеници од Кавадарци таму доста во тој финански дел. И мислам дека младинска школа и фудбалскиот клуб тикаш одат напред и ќе одат со ваква наша работа и со ова помош што имаме од градот тука. Но ако ја имаме уште малку повеќе, ќе бидеме уште подобри. Председателе, доволно, благодариме. Само не ми одговори нели на ова. Дали има најави за некој спонзор, нели? Зборуваме за Значи, не се да без шпекулации, нели, со имиња, доаѓа да биде работа ако има нешто. Јас и градоначалникот имавме разговори, правевме стратегија. Стратегијата, ако влезиме во прва лига, ние лани имавме спонзор најдено, но не влеговме на крајот. И се повлекоа луѓето. За оваа година градоначалникот бара влез во прва лига, има најава на спонзори, но прво треба да се оствари целта, а после да се Да. И се отварат сега, ама по-мали врати се тие, не се така да може. Колеги, дали е доволно? Благодариме, председателе. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 8 точка. Предлог одлука за давање согласност на ЈП паркинг Кавадарци. Кој е за? 9 точка. Одлука со архивски број 03/58/3 од 27.9.2019 година за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на цени на поставување на времени монтажни гаражи донесени од Управен одбор на ЈП паркинг Кавадарци. Кој е за? 10 точка. Одлука со архивски број 02/1979/4 од 3.10.2019 година за донација на ФК Марина, село Марина, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? 11 точка. Предлог 11 точка. Одлука со архивски број 02/1979/3 од 3.10.2019 година за донација на радио клуб Искра од Кавадарци, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Кој е за? Колеги, со ова истрпен дневниот ред и ја завршуваме 32-та седница на Советот на општина Кавадарци. Благодарам.